драги ученици, добро дојдовте во училница. Јас сум Христина Симова, наставник во трето одделение од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Коче. Денес со мене ќе имате математика. Вие веќе знаете да броите и броите постојано. На вашите родендени ги броите годините, броите коцки, играчки, броите боички, моливчиња, но понекогаш ни е потребно да броиме по неколку предмети заедно за полесно и побрзо да изброиме. Токму на овој час ќе научиме да броиме нанапред и наназад во чекори по 2, 3, 4, 5 и 10. И овие знаења можете да ги примените во решавање, дополнување на низи од броеви, одредување за колку низата расте или опаѓа и во решавање на други задачи. Ајде сега на оваа слика ќе видиме дека имаме неколку цветови. Заедно треба да ги изброиме цветовите на сликата. Да почнеме да броиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ќе видиме дека на сликата имаме 12 цветови. Кога почнавме да ги броиме, на еден цвет му додадовме уште еден, го добивме бројот 2. На 2 уште еден, го добивме 3. Значи, броевите ни се зголемуваат за еден и броиме нанапред по еден. И низата ни се зголемува за еден. Но ако низата ни изгледа 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1, велиме дека броиме наназад по еден, низата ни се намалува за еден. Вие сите ги знаете парните и непарните броеви и затоа сега ние ќе ги кажеме заедно парни броеви до 20 кои се. Ајде, тоа се 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Во оваа низа ги имаме напишано парните броеви и ќе видиме дека тие се зголемуваат за 2. На 2 плюс 2 го добиваме бројот 4. 4 плюс 2 добиваме 6. 6 плюс 2 8. 8 плюс 2 10. На 10 да го додадеме 2 добиваме 12. 12 плюс 2 14. 14 плюс 2 16. 16 плюс 2 18. И 18 плюс 2 20. Оваа низа штом ни се зголемува за 2, велиме дека броиме на напред по 2. А ако се вратиме на надзад, значи ќе биде 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, броиме на надзад по 2. Истото тоа ќе го видиме и со непарните броеви. Ајде да ги напишеме кои се непарни броеви до 20. Заедно. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и бројот 19. Истото тоа ќе го видиме дека 1 плюс 2 е 3. Нареден број ние плюс 2 го додаваме, добиваме 5, додаваме 2, 7 и ги добиваме сите броеви со додавање на 2. Значи, броиме нанапред по 2. Бидејќи научивте да броите нанапред и наназад по 2, сега на оваа слика ќе имате пчелки, кои што ќе треба да ги изброите, но да броите по 2. Побрзо да ги изброиме пчелките. Ајде заеднички да броиме сите заедно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. На сликата имаме 24 пчелки. Сега имаме овде рака. Ако ја погледнеме нашата рака и изброиме колку прсти имаме на раката. 1, 2, 3, 4, 5. Значи имаме 5 прсти на раката. Но да ја додадете и вашата друга рака, ќе добиете уште 5 прстиња, тоа ќе бидат вкупно 10. Ако ја додадеме раката на другарчето, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
И таму имаме 5 прстиња, 10 плюс 5, ќе го добиеме бројот 15. И другата рака на другарчето го добиваме бројот 20. Значи, еве добивме низа од броеви во кои што броевме по 5. 5, 10, 15, 20. Сега, треба да ја продолжиме низата понатаму, да продолжиме да броиме по 5. 25, 30, 35, 40, 45. Ако броиме нанадзад по 5, тоа ќе изгледа вака. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Еве една задача да му помогнеме на Зајко да дојде до морковчето. Погледаме овде каде ни се наоѓа Зајко. Имаме една низа од броеви кои што недостасуваат. Во празните крупчиња треба да ги пополниме со броеви и да дојде, за да може да дојде Зајко до морковчето. Го гледаме и морковчето. Сега најпрво треба да видиме дали нашата низа расте или опаѓа, дали се зголемуваат броевите или се намалуваат. И за колку се зголемуваат или за колку се намалуваат. Имаме бројот 65, нареден број ни е бројот 70. Ќе видиме дека низата се зголемува за 5. Од 65 до 70, ако додадеме 5, ќе го добиеме бројот 75. Понатаму го имаме бројот 80, на 80 да додадеме 5, добиваме 85. На 85 да додадеме 5, ќе го добиеме 90, на 90 да му го додадеме 5, 95 и го имаме 100. Зајко може да дојде до морковчето. Но сега вие да ми кажете, кога одите на продавница, што користите, дали треба да имаме пари кои што треба да ги изброиме. Еве сега имаме овде дадено на сликата неколку монети од по 10 денари. Тоа значи дека ние ќе броиме по 10. Значи, ајде заедно да ги изброиме парите на сликата. Имаме 10, уште 10 да додадеме 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. На надзад, броење по 10 ќе ни изгледа 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10. Повторно имаме една задача, на оваа слика ќе ја добиеме Снежана и кукичката на џуџињата. Вие ја знаете сигурно сите приказната за Снежана и 7 џуџиња и овде на Снежана треба да ја помогнете да ги откриете броевите по кои што треба, патот по кој што треба да се движи за да дојде до кукичката на џуџињата. Значи, овде прв број го имаме бројот 95. До 85 ќе видиме дека низата ни се намалува за 10. И затоа треба да ја продолжиме. На празните места да ги додадеме испуштените броеви. 85 ни следува нареден за 10 помал, ќе биде 75. Потоа 65, па го имаме веќе 55, нареден број ќе ни биде 45, 35 и го имаме бројот 25. Снежана сега може да дојде до кукичката на џуџињата. Значи, многу лесно ги решивте можеби овие задачи, но при некои задачи, ако ни се јават некои проблеми кои што не можеме да ги решиме толку лесно, ќе можеме да ја користиме бројната оска и табелата стопка. Еве овде имате дадено една бројна оска на која што треба да броиме нанапред по 3 со нејзина помош. Ако почнеме од бројот 26 да броиме понатаму, за 3. Значи, бројот 26 не го броиме, почнуваме од бројот 27. И броиме 1, 2, 3, дојдовме до бројот 29. Значи, во низата нареден број ќе ни биде 29. Ако продолжиме да броиме од бројот 29, не го броиме, повторно го изоставуваме, броиме од бројот 30. 1, 2, 3, ќе дојдеме до бројот 32. Нареден во низата ќе ни биде бројот 32. Продолжуваме понатаму. 1, 2, 3, го добиваме бројот 35. 1, 2,
3, го добиваме бројот 38. Понатаму, добиваме од 39 1, 2, 3, 41, 1, 2, 3, доаѓаме до бројот 44. Ако се вратиме на назад, стрелката ќе ни оди на другата страна и ќе се вратиме на назад по низата, ќе ги добиеме броевите 44, па 41, 38, тогаш ќе имаме броење на назад. Ајде да видиме како тоа би изгледало со помош на табелата стотка. Оваа табела веќе ви е позната, бидејќи постојано го користите. Тоа се броевите од 1 до 100 дадени на неа. И ние сега со помош на неа ќе броиме наназад по 4, но ќе почнеме од бројот 48. На истиот начин како на бројната оска, го изоставуваме бројот 48, почнуваме од 47 да броиме. 1, 2, 3, 4, дојдовме до бројот 44. 1, 2, 3, 4, доаѓаме до бројот 40. 1, 2, 3, 4, го добивме бројот 36. Продолжуваме понатаму. 1, 2, 3, 4, дојдовме до 32. 1, 2, 3, 4, го добиваме 28. Понатаму, ако ја продолжиме низата, ќе биде 24, 20, 16, 12, 8 и 4. Но ако треба да броиме нанапред, значи тоа исто би изгледало, само ќе одеме нанапред со тоа што ќе почнеме од 4, броиме. 1, 2, 3, 4, го добиваме 8 и така натаму. Значи, се надевам дека ви помогнав за да совладате оваа содржина и затоа ќе имате домашна работа да ги решите задачите 5 и 6 на страна 7 од учебникот. До гледање, драги ученици!